кога започнавме со промоцијата на отварањето на авиошколата, односно Риминер, така беше крстено тоа, ветивме дека тука ќе се школуваат пилоти за PPL, тоа е Private Pilot License, или ние порано ја викаме таа спортска дозвола, која што ти дава право да го управуваш авионот самостално, и после тоа за професионален пилот, CPL или Commercial Pilot License. Значи, може да се добри услуги за луѓе кои што сакаат да бидат професионални пилоти. Да, тоа е, ние ги овозможуваме тие услуги со тоа што треба нормално да помине лекарски преглед, да се заврши теоретскиот дел и потоа практично моментално имаме обука на 20 ученици тука, макар да короната си го направи своето, одложи многу процеси, која што исто нанесе голема штета и на авиоиндустријата. Дел на оно што го работите овде е обуката на пилоти и ото и можноста луѓе кои што се заинтересирани да направат тура на Штип или пошироко. Како ги организирате тие тури на Штип? Како можат луѓето да дојдат и да прошетат да го видат Штип од високо? Видете, значи, тоа е сепак да тесен круг на луѓе, наши луѓе, да речеме наши членови, кои што можат да си го дозволат тоа, бидејќи тоа е регулирано со законски норми, секое возење на патници, да речеме, а ние тука нормално имаме своји пријатели, роднини, така да у секое време можат да дојдат и да се информираат кога и како може да се овозможи тај лет. Има ли интерес од луѓе? Па има нормално, секој сака да го види градот, тука живееме, сака да осетат што значи авион или еделица, бидејќи различно е ово летање со, да речеме, моментално со Цесна или што имаме други авион за исто четворосете, тоа е Соката, отколку патнички авион. Доживувањето е другојаче. Тука ни е тревната пистата, кај што овозможува да осетиш малку оно тресење, не е како на асфалтен дел од аеродромите, да. Сега, што друго може да понуди, бидејќи во моментот сите бизниси бараат најразлични услуги. Дали бараат и некакви други услуги од вас за транспорт, евентуално за потребите, снимање некое на одредени површини или слично? Што се може да понуди, што бараат луѓето? Не имаме нормално некоја концепција како би се развивале натаму, како би се развивале. Се е врзано за потребите на пазаро и нормално за парите. Многу е тешко да се најдат луѓе, уште тоа кај нас после толку години уште е некако, како да кажам, баук летањето или тоа. Али имаме намера, значи сакаме да го развиеме тоа, да земеме двомоторец авион кој што ќе биде веќе у функција за такси авиација, али тоа е веќе друг дел испаѓа у онај што викаме такси авиација која е регулирана со законски прописи. Додека ово спортското на некој начин летање го одржуваме тука на тоа ниво што можеме да го одржуваме. Така, како пилот, еве да се вратиме на оној момент, како се почувствува на вистина за сите луѓе кои што се вработени во авиаиндустријата ударот на короната, бидејќи забележавме се одложуваа лето и се отпуштаа вработени и сега се чувствуваат последиците. Доцнат летови нема вработени по аеродромите ни за Европа и ни светот. Така. Точно сте забележале, значи, не само пилотите, него и кабинскиот персонал, него сета онаа придружна служба од утоварувачи на багаж, кои што вршат проверка на багажот, беше редуциран бројот, поради прво беа никако, значи немаше плата, немаше никакви примања, тоа со короната. И не се знаеше иднината, дали ќе се вратиш на работа или не. Да речеме, кај нас пилотите до 65 години е дозволено да се лета. Поголемите компании направија рез, ги отпуштија луѓето со 60 години на страна, ги тргнаа предварено пензионирање, остана еден дел од другите, да речеме, помлади пилоти. Не само тоа, него и другиот придружен персонал беше редуциран. И се уште се држи тоа, бидејќи авиацијата е скап дел и побарува голем број на не само пилоти, него и на друг придружен. Да. Квалификуван и едуциран. Не може секој да влезе на аеродром и да работи што сака. Со толку години во авион,
како човек кој што лета, останува ли за вас уште најбезбеден транспорт авионски? Да. Најбезбедно е тоа. Значи, према сите статистики и од тие кои што ги следат долги години, значи што е следат авиацијата, покажува дека е еден од најбезбедните. Не е најбезбеден, случуваат се нормално грешки, технички и пилотски грешки. Секој човечкиот фактор е број 1 у сите тие незгоди, али према мене јас сум почнал и најдалице кај што нема мотор, значи еве уште сме тука, летаме и со ученици, па до патнички авион кој што превезува, да речеме, 150 до 200 патника.